Во 2020-та концертот на музичкото училиште Боро Џони во Струмица беше последниот карневалски настан пред да се прогласи пандемија. Меѓутоа, еве по една година пауза, ние повторно сме на сцената во Центарот за култура Антон Панов и разговараме со директорката на училиштето Клара Вета Патарова, која што ќе ни каже каква е возбудата по толкава пауза повторно да се работи со децата на вашиот музички спектакл. Убаво кажавте, во исчекување сме после една година пауза на 12-то издање на концерт под маски на нашето училиште и што значи дека веќе 12 години поред музичкото училиште Боро Џони од Струмица е дел од најголемиот настан на нашиот град Струмица, а тоа е Струмичкиот карневал. А сите знаеме дека Струмичкиот карневал е дел од духот и традицијата на нас струмичани, на што ние сме горди. Секоја година има вистинско шоу кое што се случува овде во Струмица, се прераскажува, се бара карта повеќе. Годинава е во пандемиски услови, сепак со ограничен број на присутни. Може ли да ни кажете која е темата? Сигурно граѓаните ги интересира. Вака, ние концертите под маски секогаш ги подготвуваме, мислам, темите ги избираме уште на почетокот на учебната година. Оваа година и сами кажавте, имавме воредна состојба, се двоумевме дали ќе има концерт, дали ќе се подобри здравствената состојба, но веќе во ноември месец одлучивме ние да се подготвуваме, па дали ќе се реализира или не, нели, ќе видиме. И еве, дојде ден, концертот ќе се реализира. За секој концерт постои тема, односно идеја, избираме идеја која представува искра и се претвара во оган. Оваа година инспирација за концертот под маски се нашите бивши ученици. Што значи тоа? Тие на наша покана со големо задоволство прифатија да учествуваат на овој концерт и дел од нив доаѓаат од странство, од далеку, дел се од Скопје, дел од Струмица и така да возбудата, верувајте, е многу голема. Оваа година има и голем број учесници, малку повеќе од вообичаено. Колку мина ќе бидат на сцената и колку гости имаме и во поранешните ученици? Вака, гостите поранешни, наши ученици се околу 20, а наши ученици на концертот се 250. И како беше да се организира толкова маса на народ кој што треба да е синхронизирана? Така, дека една година паузиравме, решивме оваа година да одиме до крај и да сите ученици да учествуваат на тој концерт. Ви благодарам многу и да уживаме сите во вашето музичко шоу. Благодарам и на вас.